Веќе трети месец како протестираме, остануваме со истите барања, меѓутоа сега јас денес кажав на протестот дека 5.000 бараме сега покачување и 18.000, меѓутоа во ноември, бидејќи нашата голгота продолжува и нашето патешествие, во ноември бараме 7.500 покачување и 20.000 минимална пензија. Јас мислам дека во 21. век е жално и смешно пензионер да зема испод 18.000 денари. Сијам 12.300 динара. Сам сум, почината ми е жената со 12.000 живеа. А ако беше жената која беше жива, понекако имаше живот. Сега јас од тие пари 12.000. Анџа давачките да платим, немам пари за цел месец, немам, јас знам как живее. Многу тешко е. Ја не знам зашо таа држава ми е штрекуваме. Барам линијарно да качат, ако они како што запињат, не може. Линијарно нека качат. Ќе се солидаризираме сите и нашата пензија ќе ги дадеме на неја, оти на неја е малку. Па она нека живее со нашите пари, да видиме колку живее. А со 2.500 евра, она многу фино живее и многу добро разговара. Кажува да мека оти на нас се доста. Или нека ни дадат картички на пензионерите по 10.000, да можеме од секаде, од секој продавница да се купаме. Како они што ти направи преку ноќ, а они да не викат линеарно не може, само процентуално не. Јас имам работено 30 години да земам 13.000. Што може да купам со 13.000? А сама сум. А линијарното покачување е број еден од нашите барања кои сега ги бараме, бидејќи социјалните разлики стана неиздрживи. Иако министрот вели дека линијарното не е уставно, не е прогресивно, напротив, социјалното не е прогресивно, заради тоа што социјалата се зголемува. Не е исто како некому 4.000 на некој 700 денари да се покачи. А стартната основа на приодење при пензија, секој е према заслугите, секој према работниот стаж, према времето поминато во работа. Меѓутоа, после тоа, процентуалното зголемување е нешто кој што не е добро за нас, пензионерите. Процентуално се ствара големи разлики. Ако оде со 10%, тие што имат 70.000 ќе имат 7.000 динара. На 2 пати покачување бега една пензија од обичниот работник. Тие луѓе што имат пониски, што давале пониско, затоа врз основа на това добијале пониска ставка за пензија. И повеќе нема право ни тај од високо да зема процентуално, ни тај од ниско. Треба да соберат сите толку има во фондот, ќе се подели